сакам да излезам огромно задоволство што денес на постана општина Гевгелија министерот господин Бојар Османи и мислам дека тоа е правилниот пристап што го избрал во министерството и денес ми е голема чест и задоволство што сме и ние дел од тој пристап. Тоа е една агенда која пратува министерството за цела Македонија. Да се економските советници кои ќе имат улога во амбасадорски тим кој што има министерот формирано, да се даде и доста голем дел да се посвети на економските проблематики. Денес имавме седби со разни бизнисмени, од сите сектори опфатни во Гевгелија, презентиравме на економските промотори и на самиот министер кои се можностите на општина Гевгелија за да привлече странски инвестиции и предусловите кои се направени за тоа. Меѓутоа, од друга страна имаме и приватен сектор кој треба да влезе во joint venture инвестиции, во заеднички инвестиции, да привлече внимание кај страните инвеститори, ама сето тоа да биде возможно, да биде организирана некоја форма која ќе донесе на крајот, како што каже министерот, крај на цел на сите испорачени владини политики се подобрување на стандардот и квалитетот на живот на граѓаните. Разговаравме за значењето за отвореността на границата за општина Гевгелија и разговаравме за структурата на гевгелиското економско и за значењето на ова седба што беше возможно од страна на министерот со советниците, се со цел за да има бенефити за општина Гевгелија и за Република Северна Македонија. Јас уште еднаш на крајот се заблагодарам на министерот за ваквиот состанок, мислам дека беше плоден и еден од состаните кои имаше доста ефекти и крајна цел која е за сите посекувани. Имавме можност да разговараме со стопанствениците, меѓутоа и со локалната самоуправа, со градоначалниците, за да можам да ги поврзам, да ја поврзам локалната самоуправа, локалните бизниси со економските советници кои што ги праќаме низ светот за да привлечат нови инвестиции, за да најдат нови пазари за извоз на нашите продукти, за да ги поврзат бизнисите, за да се отворат нови работни места, да има повисоки плати, да има подобар стандард за граѓаните. И тука се согласувам дека суштина на секоја политика, дали е надворешна, дали е внатрешна, е граѓаните да имаат придобивка за нив и за нивните семејства и мислам дека се обидуваме да ја ставиме во функција нашата дипломатска мрежа во постигнување на овие цели, но многу ми беше важно да локалните бизниси бидат вклучени. Се слушаат добри работи за тоа како општината успева да го поттикнува локалниот бизнис и тоа е многу важно и ми беше важно советниците да ги знаат спецификите на општина Гевгелија за да кога ќе ги презентираат во странство да може да привлечат инвестиции. Зборувавме со градоначалникот за штетата што има направено пандемијата врз економијата во Гевгелија. Навистина бројките се лоши, очигледно дека Гевгелија е еден од најтешко погодените градови и од тука презедов обврска и јас дека ќе информирам владата за да се преземат и специјални мерки за помагање на Гевгелија во тој дел. А ние продолжуваме со нашата економска активност. Сакам тука да искористам приликата да најавам една новина, а тоа дека во оваа прва група планирам да пратам и економски советник во Софија. Пред се ова е економска одлука. Нашата економска соработка со Бугарија е во позитивен тренд, меѓутоа е под потенцијалот што го имаме со Бугарија и сметам дека еден економски советник во нашето ДКП во Софија ќе помогне да исто така се поврзуваат бизнисите за да се олесни инвестицијата на двете страни на границата, а се разбира економијата потоа влијае позитивно и на политиката. Така да продолжуваме со овие активности. Благодарам уште еднаш на градоначалникот и на општината за можноста денеска да ја имаме сликата на Гевгелија пред упатување на нашите советници во странство.